Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Еве сега разговараме за именување на нови заменици министри, луѓе кои што вие ќе ги плаќате, а кои што верувате во наредните 10 месеци нема ни да ги видите кои се. Мојата дискусија ќе ја поделам во два дела. Првото, апропо експозето на премиерот, за кој што би сакал да ми одговори на неколку отворени прашања, а понатаму ќе ве запознам со кадрите кои што треба да го направат сето она кое што сега премиерот го кажуваше. И да видите какви кадри ви се предложуваат за врвни позиции во администрацијата и кого се вие ќе плаќате и што се тие луѓе имаат пишано во нивните собраниски CV-а. Господине Ковачевски, од вашиот говор очекував повеќе, особено по информацијата во јавноста, дека плаќате 36 луѓе за да ве фотографираат, да ве снимаат, да креаат дронови, да ви пишуваат соопштенија, да ви пишуваат говори. Господине Ковачевски, неколку дена имам можност да ве слушам вас и вашите експозеа. 80% говорот ви е ист. Затоа, доколку се уште бевте во Телеком, знаете дека луѓе ќе летаат од работа. Престанете да им давате народни пари на оние кои што ви пишуваат исти говори. И ве молам да ми излезете и веднаш да ми одговорите во следново. Цело време вие кажувате дека ова е еврокоалиција. Ајде вака, дали е европски, што има европски во тоа да нема леп по рафтовите, господине премиер? Излезете и кажете ми, дали е европски да се краде струја од европската преносна мрежа или да не се произведува струја? Дали е тоа европска практика или не е европска практика? Господине Ковачевски, ве молам, дали вие, дали тие 36 луѓе кои што ви пишуваат соопштенија, ви прават фотографии, ви снимаат видеа, како лета авионот, владиниот авион, дали е европски да се отвараат компании за трговија со енергенси во енергетиката на членови најблиски до вашето семејство или до семејството на највисоките функционери на власт? Дали е тоа европски? Излезете и кажете во која друга држава таквите функционери отвараат компании во секторот енергетика додека се уште се на власт. Господине Ковачевски, дали е европски 12 месеци граѓаните да бидат малотретирани од лажни дојави на бомби и се уште никој да не ги има откриена, да не можат родителите на мира да заминат на работа заради тоа што 15 минути пред почетокот на часевите дечињата треба да ги земат од школа? Дали е тоа европски 12 месеци да не може да се открие на таква закана, па била крива некоја хибридна закана, па се војната на нас не е виновна? Излезете и кажете, ве слушавме како беседите. Понатаму, кажете ми, зошто избегавте од одговор на пратеничко прашање за правосудството, кое што толку многу го споменувате? И повторно ќе кажам, можеби не сте вие виновен, ама 26.000 евра наши пари не коштаат тие 36 луѓе кои што ви ги пишуваат говорите. Дали е тоа европски? Дали е европски да застаруваат дела на докажани криминалци кои што се ваши сојузници? Тоа е европски или не е европски? Понатаму, кажете ми, дали е европски за 100 дена да се потрошат 26.000? Замениците се во тема и точка се избор на заменици. Не ме прекинувајте, кон вас не се обратив. А можем и на вас да ви поставам прашање дали е нешто европски или не, но понатаму за тоа. Кога сакам ќе го поставам прашањето? 26.000 евра за 100 дена. Дали е тоа европски или не е европски? Понатаму, дали е европски да се купуваат куки за 500 евра метар квадратен или дуќани за 700 евра метар квадратен во центарот на Скопје? 136 квадрати за 100.000 евра. Треба да се одговори на тоа прашање, нели вие сте проевропска коалиција? Понатаму, дали е европски да има 20% инфлација, вие тука да се фалите со просечна плата, која што, повторно ви кажувам, 2016 година била можеби 24.000 денари, но потрошувачката кошничка била многу помалку од тоа што е сега. Сега вие велите 34.000 денари е просечната плата, ама 50.500 денари е потрошувачката кошничка. Зашто тоа не излезете да ни го кажете? Зашто манипулирате со бројки? Можеби заменик министерот сака, го гледам коментира од место. Тука е арената. Излезете да ги соочиме аргументите. И ова се аргументи кои што ги кажуваат синдикатите. Ако имате проблем со нив, а имате проблем со нив, тогаш тоа е друга работа. Дали е европски некого да навредите дека е ружен во собранието или да се слушате со такво однесување? Па потоа вашите пратеници демонстративно да напуштаат собрание, но да ги веднат главите кога ги вие навредувате пратеничките. Тоа е европски или не е европски? Или европски или секој ден некој ви се заканува со протест? Еве вчера Министерството за финансии ви се закани за закон кој што е консензуално донесен и кој што ни 30 дена не може да го издржи тестот на времето. Ви кажав вчера, ќе ви го повторам. Прво, вие немате добиено мандат од никого. Прво како премиер,
А второ, ова е коалицијата на поразените. Зошто е ова коалиција на поразени? Затоа што партиите кои што ја сочинуваат коалицијата, се извинувам, се поразени. СДСМ е декласиран на последните локални избори. Алијанса е декласирана на последните локални избори и на парламентарните има пораз. Дуи исто така е поразен на последните локални избори. Значи ова е математичка коалиција на поразените. Кој мандат? И второ ви кажа вчера, вашата проевропска коалиција е еврокоалиција. Вас ви интересираат само еврата. Никаков немате начин на однесување или протокол на однесување, или со вашите постапки докажувате дека сте проевропска коалиција. И со оглед дека председателот на собранието се вознемири, еве го вториот дел од мојот говор, сега ќе ви прочитам какви кадри вие предложувате за заменици министри, а замолам јавноста да гледа кого ќе плаќа. Господинот Јаја Гатирон во своето CV, замислете, во компјутерски вештини пишало дека познава работа на Интернет Експлорер. Интернет Експлорер во компјутерски вештини. Господинот Тирон Јајага. Господјата Викторија Аврамовска Мадиќ, која што беше секретар на град Скопје, во кој што имаше и сомнителни и матни тендери и набавки. Од август 2022 година, внимавајте многу добро, вработена како државен советник во Судскиот совет на Република Македонија, каде што онаа која што ви беше член на партиската комисија за правда, ја ставивте како председател. Како е можно од сите кадри токму господјава да биде државен совет? Замислете ова, ве молам внимателно. Господјата во технички способности и компетиции напишала дека разбира интернет. Интернет, Ковачевски. Одиме понатака. За заменик министерката за земјоделие, Вјолца Бериша, професорка во Државниот универзитет во Тетов во оделот на албански јазик и литература. Ги покрива предметите: историја на албанската книжевност, современа албанска поезија, современа албанска проза, како и предметот теорија на книжевноста. Секоја чест за нејзиното образование. Што има врска ова со земјоделие? Што има, какво познавање има госпојава со земјоделието? И внимавајте, пишала помеѓу другите искуства во CV-то кое што е доставено до собранието, политичко искуство. Политичко искуство во официјално CV. Што на земјоделците ќе им смени што господјата напишала дека е генерален секретар на Алијанса на албанците, председателка на Асемблеја на жени на Алијанса на албанците, советник на Советот во општина Тетово или член на председателството на Алијанса на албанците. Што ова ќе им смени на земјоделците, Ковачевски? И зошто ние ќе ги плаќаме овие луѓе? Навистина мислам дека треба да имате одговор. И замислете го ова. За последен гостев министерот универзалец за се. Агим Нухиу. Во неговото официјално CV, поднесено до собрание на Република Македонија, политичко искуство пишал господинот. Министер за внатрешни работи во пржинска влада, заменик министер за внатрешни работи, министер за внатрешни работи во пржинска влада и заменик министер за внатрешни работи. И што е би рекол, специфичното од сето ова? Внимавајте во CV. За заменик министер до парламент. Дејности од поширок интерес, учесник на регионалниот состанок во Приштина. Учесници на завршната конференција Уставен суд на Република Македонија, искуство и перспективи. Учесник на состанокот со регионалниот проект на Европската Унија и Советот на Европа. Целта беше МВР да воспостави ефективни механизми. Ангажиран од Министерството за правда на Република Македонија и работната група за подготовка на извештајот за степенот на усогласеност на граѓанското законодавство на Македонија со на Европска Унија. Од кога учества на состаноци треба да се напише во официјално CV кога ве бираат за заменик министер. И од кога е тоа плюс? Вакви луѓе, вакви несериозни кадри ќе предложувате за заменици министри и токму затоа перформансите на нашата влада ќе бидат вакви. Очајни, одвратни, безперспективни и кои што не водат никаде. Ваквите кадри создаваат вакви несериозни ситуации. Како таа што беше денеска, во 11 часот пресконференција дека имаме засилено мнозинство, а 90 минути подоцна откако е закажана седницата, односно 3 или 4 часа, 61 на екранот. Тоа е сликата и приликата за вашата влада. Неспособност, очај и безперспективност. Ви благодарам.